Здраво на сите. Се слушаме? Да. Здраво на сите. Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Повеќе од само бројки во поинаков формат. Сите велат учи ке ти треба, ама денес прашањето е што точно да учиме за да имаме кариера што расте, особено во време кога AI станува дел од секоја професија. Денес зборуваме за Investing in Education не само како диплома, туку како комбинација од знаење, пракса, навики и реални вештини. Со нас денес се тројца гости со три различни перспективи. Прв гостин е Николчо, долгогодишен професионалец во областа на финансиите и сметководството. Работел меѓународно како ремоут сметководител и финансиски контролор за американски клиенти со големо искуство во QuickBooks, како SCCA студент и експерт за Power BI. Моментално е основач на Advising Pro. Денес со нас носи комбинација од прецизност, аналитика и практично искуство, што директно им помага на бизнисите да носат подобри одлуки. Добре дојде. Со нас и Татјана, финансиски експерт со повеќе од 25 години искуство во финансии, сметководство и управување во градежниот и производствениот сектор. Во моментов работи како CFO во фабрика Карпош АД Скопје. Покрај професионалниот ангажман, активно се занимава со едукација како предавач во АБИТ, споделувајќи знаење од областа на финансии, сметководство и контролинг. Таа е доктор на науки по финансии, со истражувачки фокус на финансиските аспекти на градежната индустрија и незината улога во економскиот развој. Добре дојдовте. И третиот гостин кој веќе го запознавме, Михаил, млад предприемач и како што кажа коосновач на Wallfare, со искуство во развој на над 80 веб и мобилни апликации, работи со клиенти од американскиот пазар, каде што стекнал практично ноу-хау за брза испорака, јасни процеси и квалитетен продукт. Неговиот фокус се решенија што автоматизираат продажба, операции и корисничка поддршка од идеја и UX до развој и пуштање во продукција. Ке се обидеме од оваа дискусија да извлечеме конкретни совети што навистина се исплаќа да се учи и што може секој студент да направи веќе оваа недела. Па, еве, Риста може да почне со првите брзи прашања. Ти благодарам, Моника. Чест ми е што сум комодератор на епизодата од подкастот. Како што знаеме, и Моника добро ги представи. Ако имате нешто да додадете кон вашите биографии, окей ве представи, во ред. Да почнеме со брзите прашања, конкретно еве кон Николчо, бидејќи сте најблиску поврзан кон сметководството. Мене ме интересира, предпоставувам и другите студенти ги интересира, која е најчестата заблуда или питфол на англиски, ако искористам англицизам, каде најмногу заглавуваат младите професионалци во нивниот професионален развој, кога се развиваат? Прво, благодарност за поканата за да бидам дел од подкастот. Прашањето, заблудата е дека кога ќе дојдеме со диплома, доаѓаме до диплома и го сметаме како крајна точка. Истото го поминав и јас како студент, сега да не се лажиме, мислам. Добивме диплома и толку, застануваме. Меѓутоа гледаме кога влегуваме во реалниот свет, во пракса, гледаме дека треба да правиме некое дополнително континуирано учење. Значи, најголемата заблуда е диплома и толку. I'm on the top of the mountain, and that's it. Значи, треба да продолжиме да инвестираме без разлика тоа што сме стигнале со одредено формално образование. Во ред, фала ви. Да ве прашам вас, Татјана, кога доаѓа некој, да речеме, сака да работи во вашата компанија, тоест во компанијата во која што работите, во која што се директор на финансии, кога доаѓа некој на интервју, која вредност или вештина која што има некој ви е најважна за да видите, бидејќи кои загуваме од клупа, немаме големо искуство и не можеме се покажеме со тоа што сме го направили до сега, но што е најважно што гледате во некој кој е на почетокот и која почнува според вас? Јас ќе си дозволам да се нашалам прво за почеток. Ви му благодарам на Исус на поканата. Јас како професионалец повеќе од 25 години, многу пати сум имала ситуација кога доаѓале млади деца, ќе ги наречам, да влезат во мојата компанија, да ги едуцирам, да ги напредувам, да станат професионалци во вистинска смисла на зборот. Милувам да кажам да му шараат очите.
Значи, тоа е она да се осети таа трудолюбивост, таа радозналост кај младиот кадар, тоа е многу битно. Еве ти тоа го правиш сега, значи твоите очи влеваат доверливост, влеваат иницијативност. Сметам дека таа е најбитната категорија. Сите сме биле почетници, сите сме излегле од клупи, сите знаеме дека не може да се фатиме со секоја работа одма. Значи, знаеме како не едуцира образованието, како едуцираат компаниите, како едуцира бизнис заедницата цела. Че сите имаат различен начин и различно влијаат на развојот на младите кадри. Така да кога ќе дојдете, вие сте празен лист. Че започнуваме да се градиме полека, да ја имате таа трудолюбивост преди се, да имате желба да напредувате, да се развивате во вашата кариера, значи да не очекувате дека веднаш работите ќе бидат, дека ќе дојдете на позиција веднаш кога ќе влезете во компаниите. Сепак, еве ќе кажам уште една приказна, за да се искачите на 7-миот кат, вие треба 7 ката да поминете. Значи не можете вие да ги скокнете тие 7 ката. Целата едукација, целиот напредок, целиот ангажман треба да биде еден континуитет. Така, тоа би било кратко што би кажала. Наредното прашање за Михаил. Која AI навика или алатка најмногу го менува учењето и работата? Баш поврзано со вашата струка повеќе. Во време кога секојдневно излагаат нови AI алатки, нови платформи, нови софтвери, да одбереме една која што одлично прави конкретна работа, мислам дека е невозможно. Затоа би рекол дека она е алатка која што ја користите, таа што треба, таа е најдобрата, да. Се сведува на тоа колку и како се користи тоа што го имаме и тоа што ни е достапно. Ќе најдете разноразни алатки кои што прават одлично една или друга работа, но ако не ја користиме, џабе. Че мислите малку треба да истражиме која е најдобра за нас алатка. Пример, еве јас користам ChatGPT, ама моите колеги сега ми викаат Gemini била подобро. Јас не знам која е подобра. Сите се во трка едни со други. Значи може да ги искористиме едните да ни помогнат како да ги користиме другите. Значи за тоа е целата работа е она која што користиме, која што ни е во џеб во моментот, даунлодирана, инсталирана и спремна за да ја користиме. Добро, одлично. Веќе гледаме различни размислувања, па еве до Николчо. Кој е минималниот пакет компетенции што треба да го има млад професионалец во првите 12 месеци работа? Или тешко е малку прашањето? Ќе се навратам на разговорот со колешката. Пред 5 месеци пуштам оглас за вработување кај мене и стигаат за Струмица 3-4 CV-а. И трите богати со искуство и така натаму, двете послаби, значи завршено факултет, без искуство, без никакво работно искуство, некоја пракса, интерншип направено. И доаѓа дечкото, четвртиот, да, со слабо CV, влегува, седнува, правиме муабет и ми вели, јас само да кажам од старт нешто. Вика, јас немам никакво искуство, ама сум спремен да научам. Сега на Струмички. Вика, спремен сум да научам, не икам плата, не икам ништо, само да седнаме да работам. Гледам така младо дете, викам, обично младите моментално име, знаеш, нема трпение, как ще кажа, те очекуват преку ноги, високи плати и така натаму. Му викам, Дине, се вика дечкото, Дине, викам, во ред, ќе те информирам, ќе ти кажам. Не поминава 2 сата, ме копка. Му звонам пак, дојди. И иде, праваме пак мобет, викам, са спреман ли си, викам, нели, това ще го кажуваш. Не му дадеме плата, дојде седна, после првиот месец правиме еден договор за волонтерство, после првиот месец видееме, се наваѓаме, пријавиме го, вработиме го и почна да тера. Значи, нели, не секој пат искуството треба да ни биде, нели, пресудно. На темата ќе се навратам дека комуникацијата или комуникацијата со претпоставање, со клиенти и општо со луѓето или sales skills
е пресудно што треба да го има. Без разлика колку и да го знаеме техниката, да ги знаеме конта, биланси да анализираме, ако не знаеме на клиентот да му пренесеме убаво скоцкано направено, не правам се розово, правам обед, меѓутоа нели направен моментум дека што ќе ги разбере податоците и това што му кажуваме и кои насоки треба да ги презема, посебно во финансискиот контролинг и управувачко сметководство на наша, во тој случај така. Значи, компетенциите ќе одеме. Техника да, треба да знаеме, алатките Excel, AI моментално, меѓутоа комуникација, sales на крајот на дено е това што превладува. Баш убаво што ја споделивте успешната приказна со новиот колега. Како прашање сега ми се отвори и вие и Татјана кажавте дека меките вештини се потребни и адаптацијата и комуникацијата се потребни. Ако двајца кандидати или повеќе да речеме, според вас, Николчо, што повеќе вреднувате? Да има некој сертификат, да речеме, знаеме колку е трнив патот да се дојде до ACCA, повеќе го вреднувате сертификатот или CFA, да речеме, во основа на финанси, или повеќе мислите дека праксата е преклучна за да се избере одреден кандидат? Тоест, каде да се фокусираат младите почетниците, дали да почнат одма со сертификати или да набилдат некој искуство и да имаат пракса позадина? Искрено, бидејќи се млади и немаат други останати обврски, би го предложил делот на пракса плюс сертификација. Тоа го правев јас. И тоа на, ајде сега да кажем, на повозрастни години го правев. Не, значи, време има за се. Сите да земеме се денес скрин тайм на телефоните, ќе видиме по 2 сати сме на Facebook, на TikTok и така натаму. Значи да намалиме од се по пола сат од секоја социјална мрежа, добиваме време и за сертификација, и за пракса, и за се. Значи ако најоптималниот модел е праксата со сертификацијата. За изборот на вработен зависи и за кој клиент бараме. Доколку работиме за странски пазар, ACCA е маст. Доколку работиме локално нешто, праксата ќе ни биде пресудна. Татјана, да продолжиме со вас. Од бизнис перспектива малку, кога вложувате во обуки, например, кој е вашиот најјасен KPI? Дали продуктивноста, квалитетот, ризик, иновации или задржување на кадар? Па вака, јас не би можела да издвојам 1-2. Што е секогаш комбинација на сите овие фактори што ги кажавте. Чи бизнисот вложува во едукација за да го мотивира вработениот да остане, да кажем, во самата фирма. Од друга страна, со тоа што ќе ги едуцираме нашите кадри, ние го забрзуваме процесот внатре во самата компанија. Значи, самиот бизнис оди напред. Така да, една комбинација на сите тие, да кажем, ресурси или карактеристики прави еден добар тим. Чи не можеме нити да речеме дека праксата е најбитна, не можеме да кажеме дека вложувањето во одредени обуки е најбитно. Факт е дека ние вложуваме во време. Значи, кога одиме и на пракса, и кога едуцираме кадар, ние вложуваме од нашето време. Сега, дали тоа време ќе го искористиме, што го имаме? Времето е најограничен ресурс. Дали ќе го искористиме тоа време на вистина да направиме добро за нас самите преди се, после за компаниите во кои што работиме и за целиот понатака нели општеството и слично, или пак ќе го искористиме тоа време на некој начин да немаме никаква корист од времето што го имаме. Тоа би го кажала. Вложувањето во време е све. Што сакате да видите кај студент? Дали готово знаење или потенцијал и дисциплина? Како го препознавате тоа на интервју? Значи, дефинитивно потенцијал и дисциплина. Знаете како? Ке се научи. Книги се, лекции се, вие можете да имате и добри оценки на факултет. Но онаа трудолюбивост, она што е самата човечност на луѓето, желбата за знаење, љубопитноста на децата, тие се карактеристики кои што мене на интервју која ќе ги видам, ме привлекуваат за да ги примам во мојот тим. Зашто јас тука има представници од мојот тим, тоа се млади кадри кои што дошле,
на кој што јас целото свое целокупно знаење го пренесувам со радост. Значи, сакам да изгледам луѓе кои што утре навистина ќе можат да не заменат нас. Нашата професија е таква, ние работиме до, ќе отидеме еден ден, треба да оставиме позади нас. Убаво е кога градите кадар што ќе навистина ќе може да продолжи понатак. Јас се едуцирав на исто како што каже и колегата на повозрастни години, докторирав на повозрастни години. Не дека нешто тоа беше, него во времето кога ние бевме студенти беше сосема нешто друго. Денеска е сосема нешто друго. Вие имате достап, вие имате, не ви требаат пари. Народно ќе кажам. Значи, во нашето време ние требаше големи финансиски средства да вложуваме ако сакаме да добиеме некоја едукација. Денеска ја имате IT индустријата, го имате Google, го имате YouTube, ги имате AI. Значи имате секакви алатки на располагање за да вие се едуцирате. А јас многу се љутам, мојот син е ваша генерација, значи многу се љутам кога времето го губите гледајќи клипови. Значи можете толку да го искористите тоа време, да биде искористено правилно, да вас ве однесе многу напред. Да. Тоа би кажала. Малце може подолга бе. Не, Веќе кога спомнавте AI алатки, да се навратиме кај Михаел, како AI ја менува логиката на учење денес? Што треба да учиме повеќе, а што помалку? На што треба новите генерации повеќе да се посветат? До сега по искуството што го имам стекнато конкретно на користење на овие алатки и како јас лично, така и мојот тим во мојата компанија, ме доведоа да сватам дека памтење на работи кои што се лесно проверливи, како факти, како тоа што науча порано да полагаме на факултети, да памтиме на заокружување одговори на памет, тоа е веќе само трошење на меморијата во мозокот. Тоа е комплетно бескорисно, бидејќи, не знам, сигурно се сеќавате, имавте една интересна изрека. Порано учителките не вика, не вадете дигитрони на тест по математика, нема да имате дигитрони со вас во животот. Тоа воопшто не е точно како што може да видите. Тоа што би требало да го учиме, морам да се согласам со Николчо, комуникацијата е клучна. Значи, што подобро научиме да ги комуницираме проблемите и решенијата на проблемите и што би сакале ние да му понудиме на пазарот, толку ќе се најдеме себе си покорисни во овој бизнис свет. Затоа, тоа што би го советувал јас е да се учат работи кои што ни помагаат да станеме многу подобри и појасни во тоа што сакаме да го портретираме во светот. Да се надоврзам на дискусијата за AI, говорникот пред вас Александар спомена за професионалците какви предизвици има од аспект на етика и на користење на истите. Според вас, за некој студент кој што учи, ако може на 3 начини да скратиме, како некој студент етички да ги користи истите и да му помогнат подобро да ги научи релевантните работи, не тие кои што треба да се учат на памет и некоја насока да добие. Да одвојам конкретно 3, но мислам дека тоа што е најважно е AI ботовето, да го земеме за пример ChatGPT или Gemini, не е важно. Се одлични во пробување да доловат контекст. Значи, тоа е целата работа. Ако ние не знаеме нормално како да му го искомуницираме тоа што сакаме да го научиме и тоа што треба да го направиме, ChatGPT и Gemini нема да ни дадат добри одговори. Значи, ако е, важното е етиката доаѓа од начинот на користење. Значи, ако ние пробуваме да го употребиме ChatGPT за да размислува наместо нас и да ги завршува задачите наместо нас, ние веќе не го користиме етички, туку го користиме за како аутсорс на Upwork и тоа е тоа. И на крајот од денот кога ќе треба нешто од тоа да примениме утре во животот, нема да успееме бидејќи некој друг го направил тоа за нас. Така да. Благодарам на одговорот. Едно прашање до сите. Да речеме сега некој живее под камен, знае што е интернет, го користи, ама не е толку упатен и сака да се ретрансформира за 90 дена и има на располагање околу 100 часа. Што мислите, што е
потребно од ова сето што го дискутиравме, да се посвети на основите кои што ги има, без разлика дали е добар студент, лош, зборам генерално. Да се посвети на одредена пракса, да си најде адекватен ментор, како што повеќето од вас може и да бидат, или да се посвети на некој сертификат, реално 3 месеци е многу краток период за сертификат, но може да се насочи кон некое нешто такво или да ги искористи AI алатките. Како на кој прв ќе му текне идејата, нека ги рангира истите. Јас ќе почнам прва. Значи, пак е комбинација. Не може да се базирате вие само на пракса, без при тоа да имате соодветна теоретска база, основа. Значи, не можете, менторот ќе ви го скрати времето, значи ќе ви помогне, ќе ве насочи, и затоа е многу убаво да имате практична пракса со вклучен ментор. Значи, кога доаѓаат луѓето на работа, многу е убаво да ги ротирате низ системот, но при тоа да ги задолжувате со одредени ментори кои што ќе им го дадат знаењето. Исто и на нашиот. Така да комбинација од пракса, менторство, нормално врз основа на добра база. Значи синергичен ефект. Синергичен, дефинитивно синергија. Значи не може да се базира нити на праксата, пракса без теорија не може, теорија без пракса исто така не може. Тоа јас ги кажам. Го делим мислењето, тоа е факт. Тој некој спој од сите овие, да кажеме, праксата без теорија, не теорија без пракса. Значи, колку повеќе читаме и се едуцираме, толку е поедноставно и примена на пракса. И обратно, имаме проблем некој, да, не го знаеме решението, меѓутоа има литература, седнуваме, барам. Тони Робинс има една изрека, вика leaders are readers. 30 минути на ден е моментот, секој ден, ако го правиме тоа постепено, по 30 минути само, ни дава ефект долгорочен и, ако сме го премерили претходно, тие 100 часа ќе бидат комплетирани. И пак ќе кажеме, живееме во 2026-та, добар дел овде би издвоил и трошење на вештачка интелигенција, на алатките, користење, Excel, ERP системи и така натаму. Ако би требало да ги поделам, тоа би го направил на следниот начин. 60% би било пракса, 20% би било основи, 10% би било ментор, уште 10% би било сертификати. Ова го кажувам од мојата бранша. Сертификатите кај нас не играат толку голема улога, ако ние немаме што да го кажеме. Реков 10% и 10% менторство. Ејот го користиме за да ни ги продлабочи и многу полесно и подобро да ни ги објасни основите. Значи, тие 20% основи ќе ви додат многу полесно затоа што ќе користиме алатки кои што ќе ни го доловат тоа и ние ќе станеме многу поподковани во областа. Ама дефинитивно најголемото знаење по мене и од моето искуство доаѓа од пракса. На темата, кај мене, стрикно сега, по воведување на ИСО стандардот во сметководственото биро, имаме пракса, вработениот кога има ситуации и не може да реши одреден настан сметководствен, прво треба да најде како е по прирачник за сметководство, како е по репрезент, како е се комплет, да дојде со некој решение и во после тоа да дојде да каже јас тоа на тој и тој начин го решавам. Или се ова го направив, ама се уште не можам да се снајдам, па сега ми треба помош. Да не биде на готово. Значи, имаме тоа правило кај сите. Ја покажува иницијативата, да. Значи, истото и кај мене важи истото правило. Јас секогаш велам, појдете, пробајте, најдете решение, па макар и сгрешено. Значи, затоа што на тој начин вие размислувате. Мене ми е најлесно да го дадам одговорот на прашањето. Но многу е потешко да го натерате колегата или тој човекот кој што го менторирате да научи нешто. Затоа е многу битно да ги развивате тие вештини. алатките, јас сум многу благодарна на нив, не научија како да поставуваме прашања.
Че за мене е еден многу битен момент кај AI-от. Тоа што ние не знаевме како да прашаме. Нема лошо прашање, има само подобро поставено прашање на кое што ќе добиете многу подобар одговор. А лошо прашање нема. Одлично што ги споделивте и вашите лични искуства. Ајде на еден друг малку сегмент да преминеме. Патека за развој. Еве до Николчо, како изгледа според вас еден идеален пат за млад професионалец? Сега факултет, пракса, сертификати, ама еве на пример, конкретно еве јас сега завршена на департман сметководство и ревизија, студент на магистерски. Еве според вас како е најправилно да се продолжи? Ја фати новата програма со ACCA. Ја фатив, фатена е. Фатена е. Фатена, да. Уште колку останува? Сега признаени ни се 7. Да. Уште 6. Така? Да, уште 2 нели од основите, како Да. и уште... Ше. Значи уште малку ми фали само. Да, факултетот, основа, дипломата, основа, јас го викам за интервју за работа. После тоа, препорака моја е да не се штедите. Да не огледаме финансискиот дел одма од старт. Влегуваме, горим и се учим. Праксата ја поминуваме, добиваш специализација ACCA, нели? Сертификатот го Да, добиваш, да. со тоа право си специјалист. Да, да. И те барат. Праксата со ACCA, скајрочит. Значи пракса и се. Еве искрено, мене некој да ми кажеше 2006 се запишувам на постдипломски менеджмент, ми беше омилен. Јас сум прилепски студент, а Скопје ми беше желба. Значи желба. Постдипломски у Скопје се запишувам, MBA менеджмент, испити се полагаат, ги завршувам, мислев дека ќе биде нешто поразлично од факултет, меѓутоа се видов дека малтене материјата е таа. И од некој ги положив испитите година и пол, колку бе, 2 семестри, 3, не знам, не се ни сеќавам, и магистерската ја оставив и разочаран. Влегов во банка работа. 2011 магистрирам. Некој да ми посочил во тоа време, оди, учи ACCA, нели, друго ќе бил. Затоа, кажувам, тој сертификат, посебно сега правиме мовет за млади сметководители, тој сертификат е основата. Внатре книгите се напишани толку едноставни, толку разбирливо, значи, каде што останува. Задачите се дадени на толку едноставен начин, каде што примена има, примерот што го дават, пример има, седнувам во Карпош, решавам. Крај. Што значи вас не ви биле така признаени предмети за ACCA сите од почеток? Не. Значи нас не е полесно. И така. Полесно вие многу аспекти, Од многу јас аспекти, ќе се да. надоврзам. Вие имате многу поголема можност да дојдете до информации. Многу информациите ви се буквално на дланка. Ако ние на времето, еве јас ќе го спомнам моето магистрирање, кога ние моравме да одиме во универзитетска библиотека да бараме документација за да истражуваме, вие сега со еден клик имате мноштво на информации. Тоа го немаше во 2001-2002 година. Само има помалце луѓе кои што се нафаќаат Тоа да ги сакам да прочитаат го кажам. тие информации што Значи, ги не ги дават. Треба да вложувате во нешто што практично утре ќе ви донесе полза. Значи, не само да ги собирате сертификатите, а истите да не ги применувате. Че многу е битно да бидете сертифицирани, но при тоа истото тоа да го примените во реалниот живот. Точно. Значи, едукација без примена не е инвестиција. Нула. Јас така би дефинирала. Че едукација само, односно, разни видови на курсеви што ги одите. Ако тие курсеви, тие сознанија, тие обуки немаат применливост, вие тогаш џабе го инвестирате пред се вашето време, а после сите други останати ресурси. Така да јас тоа би го дала совет на вака младите. И важно е, времето ни е најскапиот ресурс. Парите се Дефинитивно, печелат. и најограничениот, затоа што денеска има и нема ништо бесплатно, тоа го учевме и на факултетот, но сепак има, да кажеме, многу достап до многу информации за кои што не треба да вложите многу средства. Ви даваат можности. Имате да гледате курсиви како полесно да ја земете сертификацијата. Имате најразлични начини за едукација.
Јас ве советувам, најдете ментор, најдете човек кој што ќе ве носи низ патеките, ќе ви помогне. Секој сака да остави, да даде, да помогне. Тоа би го кажала. Најдете, ќе ви ги отвори барем за 30%, ќе ви помогне во секојдневното работење. Ако може да се надоврзам кратко само на ова. Пред неколку години читав една статија кај што се разговараше за образование versus едукација, дека тоа се две различни работи и дека денес е многу честа појава да имаме луѓе со многу образование кои што не се едуцирани и тоа е жално и тоа е нешто на кое што реално треба да работиме. Значи, ако меродавност за образование е сертификат и диплома, знаеме дека едукацијата никогаш не престанува и таа трае додека работиме, дека сме живи. Lifelong learning. За живот се едуцира. Точно. Постојано. Да се навратам малку на практичниот дел, сега зборувавме како да основаме некоја основа за сертификатите и се тоа. Некој се одлучил, вие сте го избрале да му бидете ментор, Татјана, кај вас на пракса и кажавте дека ги ротирате во целиот финансов сектор, да разберат како функционира финансискиот сектор. Кои се најклучни задачи кои што би му ги даде на некој кој што ќе дојде на пракса кај вас во фабрика Карпош, кои што мора некој да ги помине, а не може да обавува праксата без нив? Значи, без разлика на мојата компанија, во било која компанија во текот на мојот професионален развој сум работела, прво и основно треба да ја разберете организацијата на самиот систем. Тука е темелот. Че вие како идни сметководители, вие сте тие кои што шифрирано ги прикажувате на станите кои што се случуваат во вашата компанија. Нели ја искористив малку дефиницијата за самото сметководство. Сметам дека кога ќе влезе практикантот или јуниор вработениот, че он првин треба да ја разбере организацијата. Така да јас почнувам со едукација за организацијата, му кажувам кој дел, кој сегмент, како. Самата организација ја делиме на профитни, трошковни центри, сега да не навлегуваме нели во детали, но тоа е многу битно за да се разбере начинот како истите тие процеси, истите тие случувања внатре во компанијата ќе бидат евидентирани. Така да тој практикант, откако ќе ја научи организацијата, започнува да ротира по колегите, па ќе дојде моментот на 120-220, што сега во моментов ние го имаме, многу полесно е тоа, користејќи ги ERP, користејќи ја вештачката интелигенција, тоа е многу лесен процес. Порано ако требало време да сето тоа се евидентира, денеска маската е таа, внесуваш, добавувач, купувач, книжењата одат позадински сами, така да треба да се развивате. Јас милувам да кажам дека ние не требаме и не смееме да останеме евидентичари. Че ние треба да се развиваме во една многу повисока функција. Значи, вие младите, времето е сега. Вие треба да научите анализа, вие треба да научите контролинг, треба да научите, односно управувачко сметководство. Треба да се развивате во тие сфери, даночното сметководство. Че она што е класичното евидентирање веќе ја губи својата таа смисла што била на времето. Да, нема повеќе контент план, чаршав, па... Нема. Значи, ако сме ги носеле тие белите, па сме куцале на машини, па линтите излагале, веќе тоа е за на наша радост, значи, тоа е минато. ERP системите, како не све, картиците, јас долго време стоеа картиците. Со тоа што и при воведување на ERP ние ги чувавме тие картици. Не ради друго, затоа што не верувавме на системите. Значи, не се веруваше на системите и тие беа еден вид знаеш како, имавме случај кога падна ERP-то. Кога, за жал, немаше добар бекап и нас тие картици ди беа основа да ние го вратиме системот. Да. Иначе, ако ги немавме тие картици, ќе требаше целокупното работење да се преработува. Така да се си имало свое зашто нештото било. Така, толку би рекла јас. Да, ви благодарам. Еве за Михаил едно прашање. Како најмлад од тројцата, како се гради доверба кога си млад? Кои 3 навики најбрзо градат кредибилитет? И мене и лично ме интересира ова прашање, на страна што е... Пак ќе кажам, најбитната работа по мене е комуникација, значи вештина да може да се искомуницира одредена работа токму како што е. Втората работа е интегритет, значи да се направи правилната работа и кога никој не гледа. И третата работа е дисциплина. Ако не можеме да покажеме дисциплина, кога ќе стежни,
да го направиме тоа што треба да го направиме, мислам дека резултатите ќе бидат еднакви на медиокритет. Значи, комуникација, интегритет и дисциплина. Точно. Одлично, ќе прочнам еве да си ги применувам. Сега, за да нема само прашања, малце како мини вежба, ќе кажеме дека е ова. Замислете си дека ви стигна CV без искуство. Значи, веќе вие го дадовте овој пример, како да сте ја знаеле вежбава пред да ја кажам. Сега, кои 3 ставки би ги направиле студентите интервју материјал, во смисла што треба, ако се без искуство, што ви привлекло кај вас внимание, освен еве приказната што ја раскажа секако. Значи, ако нема претходно искуство кандидатот, ајде, може. Значи, вака, кој ќе ги видам CV-ата, доаѓаат најразлични CV-а. Младината денеска сте многу напредни, така да ги користите пасчи нам беа, како шема, така да сите правите преубави CV-а. Хронолошки ги наведувате сите работи, значи тука не би ве учела, но кој ќе го видите CV-то, гледате човекот поминал, има да кажеме препорака од професор. Тој е многу битен момент. Че тој се заинтересирал да појде кај професорот, значи се истакнал со своето знаење, со својата комуникација пред професорот, за да професорот му даде соодветна препорака. Тоа по мене е еден плюс за таквиот студент. Втор плюс е да кажеме ако учествувал во разни проекти на факултетот. Че јас гледам и тоа, не мора, вие немате искуство, но ако сте учествувале во разни проекти, тоа покажува ваша иницијативност. Вие сте трудолюбеви, вие барате, вие шарате со очите, значи се барате себе си. Така да и тоа е еден плюс во едно CV. Јас би се, тие 2 работи би ги спомнала, да оставам простори за другите колеги да кажат нешто. За мене доста важно, нели нормално ако е онлайн добиено или електронски добиено CV-то, мотивационото писмо што оди со самото CV, бидејќи иако може тоа денес да се изфилува и да се направи да изгледа како да е нешто вау со ChatGPT или со AI, исто така лесно се проверува дали одговара тоа што е напишано со човекот кога ќе дојде на интервју. Али мислам дека тоа е за мене број 1. Дали ако мотивационото писмо е, например, направено на ChatGPT, тоа значи дека не е кандидатот доволно заинтересиран, бидејќи јас го имам тоа направено и ми имаат одбиено, а бев заинтересиран. Мислам дека воопшто не е битно како е направено. Мислам дека тој гап треба да го поминеме. Значи, треба да ги правиме работите кои што одземаат време, кои што се пешки, на попаметен начин. Значи, ако ти можеш да отидеш и да направиш на ChatGPT, да му кажеш, еве ти го мојот драфт, што јас го кажувам, што јас би го кажала, само уреди го и поправи го граматички, тоа е супер. Значи, ти си завршила многу голема работа за многу пократко време, ќе го доставиш добро уредено мотивационо писмо, него некој кој што ќе седне и ќе опишува и ќе се труди да биде перфектно пред да го прати. Но ако тоа не кореспондира со тоа каков ти си човек кога ќе се видиме на интервјуто, мислам дека е тоа голем минус, бидејќи знаеме дека само е даден промпт, напиши ми супер мотивационо писмо за да ме примат на работа. Добро, значи повеќе треба, може секако, да. Значи би сакала да кажам нешто. Многу компании, посебно странските компании, во самиот оглас наведуваат одредени компетенции кои што треба да ги има личноста. Исто многу компании користат AI, која што им ги филтрира CV-ата. Значи, тука е еден совет до младите да внимаваат на тие изрази што ги користи, што ги даваат во самиот оглас, бидејќи се истите тие наместени кои ќе ги внесат CV-ата во AI системите нивни. Јас не сум за жал толку IT подготвена за да го објаснам сето тоа, но кои ќе ги внесат ги одбива автоматски. И вие можете да имате многу убави компетенции, но самиот систем да ве одбие поради што ги немате тие таксативно наброени. Или самиот систем тоа се вика го флегнува, односно го препознава, го маркира како напишано со AI и автоматски тој критериум отпаѓа и вие сте надвор. Ви дал совет само пријавувајте се на интервју.
Одете, тоа е искуство скил. е. Тоа е скил. Искуство е. Прво, второ, трето. Отине прво ќе одиме, се тресиме како лист. Така. Второ, трето, четврто, одиме со самодоверба веќе. Знаеме. Прашањата прашање кои се повторуваат, чуат. Основа исти. И влеваме и газваме. Ќе звучи вулгарно, ама се продаваме себе си, ги вежбаме меките вештини да се представиме во најдобро свет. Дефинитивно. Едно прашање пред класичните прашања кои што Моника ги поставува и во интерес на времето. Секој од вас, доколку сега ќе му текнат на брзина, да каже еден ресурс или некој екстерен ментор кој што го имал, без разлика дали е книга, курс или некој друг ресурс кој што го искористил, кој што е најкорисен, иако нема да бидете во можност на сите студенти и сите кои што ќе гледат епизодата да им бидете директни ментори, некој ваш ментор во форма на книга, ресурс и друг формат, да го посочите како ментор за некој друг, за некој млад професионалец. Или некој во последно време кој што ви бил најкорисен да се трансформирате, не мора да биде од минатото. Нешто Може што и би книга. препорачале. Ако збориме за ресурс кој што го има променето нашиот живот и начинот на кој што ние работиме, за мене дефинитивно тоа, мислам, ќе биде неблагодарно да кажам да не го спомнутат ChatGPT. Тоа е толку многу работа, толку многу време ми има. Да бидеме реални, секој бизнис, во секоја индустрија има репетитивна мануелна работа која што за жал никој не сака да прави, но е составен дел од работата и мора да направиме. ChatGPT или е еден од тие AI решенија кој што тој дел го прави исклучително добро, каде што со добар промпт, со добро објаснет и скомунициран процес што треба да се направи, може сам да ги направи работите кои што јас требаше да ги правам рачно. Што ми донесе тоа? Тоа ми донесе најголемиот, односно најскапиот ресурс, време. Време за да можеме да се посветиме на нешто што е кор и што е и како многу поважно од правење работи пешки. Николчо? Книга Може книга. Дейл Карнеги, How to Win Friends and Influence People, прва, втора година средно, голема промена. Ментори имам од средна школа, Тинка Заева, професорка, Junior Achievement она на внесе, Junior Achievement го знаеме сите. Значи, постапка станува, влеваш у тај барабан. Факултет исто, професор имах по маркетинг Андријана Ристеска од Прилеп, број еден со проекти, со чудби, шо кажа колешката, проекти вклучени. Од бизнис делот веќе прво посериозно вработување Жикол, градежната фирма. Значи, тука бев со собственикот и еден од поголемите ментори кај мене што имат влијание. Па јас не би можела да издвојам една книга. Во својот живот имам доста прочитано најразлична литература, како од финансиите, од економијата. Јас би ја спомнала целта. Значи, би советувала младите да станат целно ориентирани. Кога бев млада, во тоа време многу се читаше најголемиот продавач на светот, Ногман Дино, една мала книгичка, која што од една страна учи за продавачките вештини, но од друга страна носи една многу јака порака, да кажам, во тие свити на Огман Дино, вели, таа е многу стара книга, од 68-те години, значи многу пред мене, али многу интересен момент, вели, гаѓајте од звездата за да го погодите орелот. Ако го гаѓате орелот, ја гаѓате карпата. Ако ја гаѓате карпата, гаѓате во земја. Така да јас сметам тој начин, јас сум била целно ориентирана во својот живот и гледам ете така и ден денеска да ги учам младите целно да бидат ориентирани, да замислат куќа и да ја градат, да замислат пат. Така да сметам дека таа книга е многу убава за еден млад човек да ја прочита, токму заради таа желба и таа мотивација да стане целно ориентиран. Тоа би го кажала. А инаку многу книги, читајте. Секојдневно. Читајте. Од секоја книга ќе научите нешто. Добро, ChatGPT користете. Да. бидејќи времето нас ни заврши, јас имав уште многу прашања, ама мислам дека подобри поенти кажавме од прашањата. За крај,
имам исто тоа игра, или ќе ви дадам две работи да одберете една, ама во 10 секунди, да не размислувате многу, да не објаснувате. Значи само вака, јас ќе го поставам, па може вака поред. Пракса или совршен просек на факултет? Пракса. Треба си вака? Да. Пракса. Добро. Excel или AI? Двете. Ама едно. Добро. Не може без Excel. Не, едно. Значи, треба подкастот да го гледате, што е повеќе од само бројки, таму мора едно да одберат. А така ли? Excel. Excel, добро. И Татјана? AI ќе одберам јас. Добро. Ментор или курс? Ментор. Ментор. Дефинитивно. И може да кажете една вештина што би сакале да ја научите порано. Сега да се вратите, што би... Што може би сте ја научиле подоцна. Дефинитивно комуникација. Добро. Сметководството. Сметководство. Јас би рекла AI. Значи, начините да ги користиме AI. Да беа AI пред 20-30 години, ние кај ќе бевме сега. За жал тоа го имаме сега. И учете го. Користете го. Добро. Фала ви, денес слушнавме 3 главни работи, дека инвестицијата е повеќе од дипломата, праксата и портфолиото ја прават мерилива и AI алатка, но етиката и одговорноста се во наши раце како ќе ги користиме. По уште една реченица за крај, што да направи студент оваа недела за да си ја зголеми вредност. Или што кажавте секој ден по пола саат нешто ако правиме, тоа е заклучокот. Што е можно побрзо најдете да правите тоа што го сакате, бидејќи ако правите нешто што не сакате, нема да издржите кога ќе стежне. Добро. Губење време, бано. Татјана. Јас ќе кажам, ќе бидам ограничена, нека најдат ментор оваа недела, нека Добро. му постават 4-5 прашања, да видиме како они ќе се чувствуваат после разговорот со него. Тоа би го рекла, ете како задача на студентите кои што не слушаат. Супер, фала ви што бевте денеска со нас. Јас си поминав одлично, исто така. Исто и јас се надевам и публиката исто така си помина супер и гледачите кои што не гледаат. Благодариме. Ако ви беше корисно ова денес, земете некоја идеја и претворете ја во конкретна акција до следниот понеделник. Исто така, гледајте го подкастот повеќе од само бројки. Се надевам дека тоа е на YouTube страната на ИСОС и на Instagram профилот повеќе од само бројки. 2 пати месечно имаме епизоди, може да не заследите и ќе имаме интересни гости. Фала ви уште еднаш.